почитувани присутни, добре дојдовте на оваа традиционална веќе приредба најдобрите за најдобрите, на која редовно ги промовираме пред локалната средина резултатите на нашите ученици во изминатата учебна 2011-2012 година. Учествувајќи и земајќи масово учество на сите надпреварувања, постигнавме значителни резултати кои што се за достоен почит, и со тоа нашите ученици достојно го презентираа училиштето, работата на нашите колеги професори и исто така презентирајќи истовремено општина Гевгелија. Резултатите навистина се достојни, кои нашите ученици ги постигнаа на државните и на меѓународните надпреварувања. Да не должам, бидејќи навистина има доста пофалници за доделување, ќе почнам по ред, и тоа се овие исклучиво пофалници за резултатите постигнати исклучиво на државните и на меѓународните надпреварувања. За освоено прво место на меѓународниот конкурс за есеи на тема Обновливи извори на енергија, наша шанса да ја помогнеме на планетата Земја, ученичката Антонија Биткова од 3-та година под менторство на професорот Тони Аврамов. За освоена прва награда на меѓународен надпревар по математика Кенгур 2012 година, ученичката Евгенија Филова од 2 година, под менторство на професорот Зоран Филов. Меѓународен надпревар на ученици од угостителско-туристичката струка во Сараево за презентација на туристичка дестинација, тоа беше презентиран нашиот град, односно можностите на општина Гевгелија, ученичката Аница Гацева од 4-та година под менторство на професор Бранко Бизоев. Исто така, во тимот, заедно со Аница, беше и ученикот Климент Паласкаров. Исто презентација на туристичка дестинација. За освоено прво место на истиот меѓународен надпревар во Сараево во дисциплината барменство, ученикот Александар Ников од 3-та година, прво место под менторство на професор Љубомир Кавасов. За освоено прво место на конкурсот за најдобар млад новинар на списанието Медиум и Високата школа за новинарство за статијата Крушата од Круша паѓа, ученичката Кристина Боболкова од 3-то 6 под менторство на професор Тони Аврамов. За освоена прва награда на националниот конкурс Млади репортери за животна средина за најдобра новинарска статија Пестицидите и нашето здравје, Лилјана Мат, 2-1, под менторство на професор Даниела Чушков. За освоено прво место на националниот конкурс изрази се преку медиумите за едноминутен видеоклип Заедно за училишта без насилство, ученичката Жаклина Делева од 3-то 5, под менторство на професор Тони Аврамов и Даниела Кушева, ученикот Љубе Бајрактаров исто така од 3-то 6 за истиот видеоклип, Марија Итова исто така 3-то 6 и Георгија Тодов. За освоена прва награда на национален литературен конкурс за есеи по повод 7 ноември, распишан од општина Гевгелија, Марија Трајковска, 3-то 4, под менторство на професор Жаклина Атанасова. Марија не е тука.
За освоено прво место на француска шансона, веќе добро познатиот глас на ученичката Теодора Гошева, под менторство на професор Здравица Петрушева. За истиот настав, меѓутоа за кореографија на оваа наградена француска шансона Антуанета Ристовска под менторство на професор Виолета Резанова. За освоено прво место за најдобар соло пеач на образовното рандеву 2012 година Масон, оваа година се одржа во Струмица, исто Теодора Гошево под менторство на професор Илија Танасов. За освоено прво место на државниот надпревар за хорот на училиштето СОУ Јосиф Јосифовски под менторство на Илија Танасов, веќе традиционално и редовно ја освоила првата награда. За освоено второ место на меѓународен конкурс за есеи на тема Обновливи извори на енергија, наша шанса да ја помогнеме на планетата Земја, Мирче Миравцалиев од 4-та година под менторство на професор Славица Маркова. За освоено второ место на државниот надпревар по македонски јазик и литература за најдобар рецитатор, ученикот Каме Ќаев од 3-то 2, под менторство на професор Даниела Джишев. За освоено второ место на државен надпревар по физика, ученикот Иван Митевски од 4-то 4, под менторство на професор Рамона Панелова. Исто така од минатата година знаете, Иван Митевски достојно ја презентираше општина Гевгелија, средното општинско училиште и нашата држава Македонија на Олимпијадата во Тајланд. За освоено второ место за најдобар штанд на образовното рандеву 2012 Масон Струмица, учениците Ангела Јованова 4-то 7, Лазар Дагалев 4-то 7, Александар Ников 3-то 9 и Васко Василев 3-то 9, под менторство на професорите Розета Картова, Митко Ѓосев, Софија Тошева Раманчева и Тони Абрамов. За освоено второ место за најдобра драмска представа на образовното рандеву 2012 Масон Струмица, учениците Петар Стојанов, Катерина Петковска, Илија Раденов, Теодора Лазаровска, Даниел Пацев, под менторство на професор Даниела Джишева и Стефан Стефанов. Да, има на Бенетарно и Ана Целина. За освоеното второ место за најдобар училишен бенд гитара на образовното рандеву 2012 Струмица, ученикот Филип Динев, Ана Гоцевска, Ристо Раденлиев, Момчило Делев, Ивана Попова, под менторство на професор Илија Танасов. За освоено второ место на надпревар по сообраќајно-техничка култура на младите, Лазар Ташев 4-та година под ментор Русица Атанасова. За освоено второ место на гимназијадата во фудбал, во што се одржа годинава во Прилеп, екипата на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски, женската во футсал го освои второто место. Ментор професор Никола Карковев, тука беа ученичките Никошна Данче Зафирова, Кети Тучева, Александра Ристовска, Михаела Пеева, Ангела Пеева, Виолета Јанчева, Вики Карагјонова, Стефанија Каркалашева, Нина Тодовска и Душанка Пејкова. Овој успех има посебна вредност, бидејќи женските за прв пат во Гевгелија
ја пробиваат бариерата и докажуваат дека и женските можат да играат фудбал. За освоено второ место на гимназијата во Прилеп во атлетика на 1000 метри, ученикот Костадин Ристовски, 4-та година под менторство на професор Кирил Арнаутов. На истата гимназијада второ место освои ученикот Ристо Биков од 4-та година во дисциплината скок во височина. За освоено трето место на меѓународниот конкурс за есеи на тема Обновливи извори на енергија, наша шанса да ја помогнеме на планетата Земја, пофалница за ученичката Марија Рудова, 4-та година, под менторство на професор Бисерка Ѓурова. За освоена трета награда на меѓународен натпревар по математика Кенгур 2012, пофалница за ученикот Александар Атанасов од 4-та година, под менторство на професор Папалазов Саша. Пофалница за освоена трета награда на меѓународен натпревар Кенгур по математика за Стојан Станков, 3-та година, под менторство на професор Драгица Петкова. Пофалница за освоена трета награда на меѓународен натпревар по математика Кенгур 2012 за ученикот Никола Јованчиков од 3-та година, исто така под менторство на професор Драгица Петкова. Пофалница за ученикот Ѓорги Делев за освоено трето место на меѓународниот натпревар во Сараево во дисциплината за готвачи, ладно предјадење, под менторство на професор Слободан Ѓоргиев. На истиот натпревар во Сараево, меѓутоа под менторство на професор Марина Калкова и припрема на пилешко филе роловано, пофалница за ученичката Наталија Узунова од 3-та година. Пофалница за ученикот Стево Ѓоргиев од 3-то 5 за освоено трето место на конкурсот за наградата Ацо Караманов за најдобар есеј под менторство на професор Даниела Джичева. Пофалница за ученичката Ангела Зумрувска од 4-то 2 за освоена трета награда на националниот литературен конкурс за есеи од гимназија Панче Арсовски Скопје под менторство на професор Жаклина Атанасова. Пофалница за ученичката Душица Динова од прво 6 за освоена трета награда на национален литературен конкурс за есеи по повод 7 ноември, распишан од општина Гевгелија под менторство на професор Жаклина Атанасова. Пофалница повторно за Евгенија Филова од второ 2, сега за трето место на државниот натпревар по физика под менторство на професор Сашко Борев. Пофалница за ученичката Лилијана Мат од второ 1 за освоено трето место на државен натпревар по географија под менторство на професор Влашка Чубунска. Пофалница за ученикот Христо Тиманчев од прва година за пофален ученик на меѓународен натпревар по математика Кенгур 2012 под менторство на професор Сашо Папалазов. На истиот натпревар пофалена ученичка Теодора Танова втора година под менторство на професор Драгица Петкова.
Петкова. Пофалница за истиот меѓународен натпревар по математика за ученикот Стево Георгиев од 3-та година под менторство на професор Јасмина Попалазова. Пофалница за ученичката Катерина Петковска од 2-3 за пофален ученик на државен натпревар по македонски јазик и литература под менторство на професор Александр Ѓаев. Пофалница за ученикот Горан Арнудов од 2-1 за пофален ученик на националниот конкурс Млади репортери за животна средина за фотографија Отпад, ментор професор Даниела Джишева. Пофалница за Евгенија Филова од 2-2 за пофален ученик на државен натпревар по англиски јазик под менторство на професор Јован Самарджиев. Пофалница за ученикот Стево Георгиев 3-5 за пофален ученик на државен натпревар по математика под менторство на професор Јасмина Попалазова. Стево и ланската година и оваа се од 2-3 место и пофалница се надева дека следната година на прва позиција. Пофалница за учениците Петар Стојанов, Стефанија Какалашева и Ангела Мурџева за освоена специјална награда пофалено видео под назив Паркот на националниот конкурс Млади репортери за животна средина под менторство на професор Тони Аврамов и Даниела Джишева. Пофалница доделуваме традиционално и за континуирано учество на учениците во изминатите 4 години има активно учество во наставните активности. Тоа се учениците за водрамска секција Теодора Лазаревска од 4-та година, Данијел Бацев од 4-та година и Климент Паласкаров од 4-та година. Исто така пофалници за континуирано учество ќе се ги земат после за учество во драмската секција и училишниот вестник, кој веќе 4-ти број го видовте и на влезот е излезен, во кој што се презентирани активностите, а морам тука да одадам благодарност и на градоначалникот општина Пенделија, кој ни излегува во пресвет и ни помага во софинансии за издавање на истиот вестник. Значи, ученичките Христина Алагјозовска, Христијан Алагјозовски, Леонид Баламов, Петар Јанчев, Иван Митевски и Ната Танова. И пофалница за континуирано учество во училишниот хор учениците Софија Дојралиева, Бруно Станков, Филип Голубов, Ана Марија Иванова, Марија Грековска, Душко Попов, Момчило Делев, Лазар Лазаровски, Мими Муџева, Димитар Шурдинов, и пофалница за учениците Марија Трајкова, Катерина Пејтакова, Даниела Радојева, Ивана Стаменова, Викторија Спасова, Софија Ристовска, Ана Марија Иванова за континуирано учество на културни манифестации за танцување под менторство на професор Виолета Арезанова. Исто така да искористам приликата и едно јавно признание и благодарност до професорката Виолета Арезанова, која оваа година со несепрично залагање и посветеност го организираше матурската парада, на која беа следници на која исто така зедо масовно учество матурантите, некаде околу 150 на број ги имаше и се придружија на останатите матуранти од Балканот и цела Европа, кој танцување се потрудија да го соборат Гинисовиот рекорд, не знам дали го тоа и успеа, или ако не оваа година, сигурно следната.
И само уште нешто за училиштето Евгенија Филова, кое што навистина постигна завидни резултати оваа година, доби стипендија за посета на летната програма на Центарот за талентирани ученици при Универзитетот Џонс Хопкинс во САД и ги учествува во истражувачкиот камп Петница во Србија од областа на физиката. Благодарност и од мене и од сите професори и учениците кои што, уште еднаш да повторам, достојно го презентираа училиштето и ова нека биде поттик за останатите ученици до година уште помасовно да се вклучат во сите манифестации на преверување и да постигнат уште подобри резултати. За учениците кои што ја завршуваат четврта година, односно школувањето, да им посакаме успех во понатамошното школување или евентуално во идните активности кои што ги имаат во школа. Благодарам.